civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Мојата реалност, од кога сум живеел во зграда каде сме имале неколку националности. Сме имале албанци, македонци нормално, но сме имали бошњаци, сме имали и срби, сме имали и хрвати, и македонци муслимани или трбеши, како ги викам, или се само така се чувствуваат, и буквално не сум имал проблем во тоа да се дружам или да тераме некој соживот во тоа што за нас било најголемата, да кажеме, институција или најважната институција, нашиот дом. Сме се почитувале секогаш со комшиите и без разлика од која вера или која нација доаѓаат. Но секогаш кога јас зборувам дека сега активист, многу ретко се бори за човекови права и се трудиш цело време да бидеш во влечките на некој друг и да видиш како тоа се дешава и да израснеме чувство на емпатија. Јас долго време, цело време сум кажал дека не сум бил дискриминиран, но секогаш додадав и тоа дека можеби тоа што јас не сум бил дискриминиран, без разлика на моите идентитети, не значи дека некој друг со сличен идентитет не бил дискриминиран или нешто слично. Но мене ми се деси нешто на работа, и тоа ми беше шок. Јас доживевав така видлива дискриминација, ма многу тивка, многу фина, да кажеме, што мене после тоа ми направи доволно проблеми и во работата, и во начинот на кој се однесував, и во моето секојдневие во таа просторија. Моја директорка, бивша, нормално ми кажа дека многу бев смешен кога го погрешив еден збор кога јас зборував на македонски. Јас се обидувам и јас тоа не го сфатив како не знаев како да реагирам на тоа, да кажам, да се извинувам дека не го зборувам македонскиот јазик како што треба, да и кажам дека добро, ти не знаеш ништо од мојот мајчин јазик, не познаваш ниту еден збор, а јас можам слободно да формулирам самостојни реченици. Не знаев како, искрено јас не знаев да реагирам на тој момент, не знаев ни како да и се обраќам. Буквално застанав. И во моето подсвест мислев дека можеби многу полесно ќе ми беше ако ќе ме навреди со некоја од фамозните поетникум или нешто слично, доколку вака на овој начин да изразна нешто што мене искрено после тоа ме болеше. И дознав дека тој беше еден момент кога јас дознав дека има различни видови на дискриминација, но ја почувствуваш во твојата кожа и е така една реченица што може целата твоја слика, целиот твој труд, сето тоа ти што го правиш, ти го спорува затоа што ти не се чувствуваш веќе и не знаеш никако, не се чувствуваш доволно, не знам како да го опишувам тоа чувство што ми доаѓа, можеби затоа што не го зборам македонскиот како што треба или како што некој сака, но искрено мене ми беше многу тешко да го прифатам тоа. Истото од многу од други сеќавања, од други димензии на разговорот за дискриминација,
знаеме каде живееме, знаеме што правиме, знаеме која е реалноста околу нас и многу тешко мене ми е многу тешко да ја прифаќам. Тоа што се не само да имаме поранливи категории со дискриминација, имаме и тоа се прави институционално, се прави пред очите на сите и ние понекогаш така ради реда реагираме, но мислам дека не е доволна реакцијата што ја правиме. Јас искрено многу се радувам што Маја, гостинката и лице в лице донеле некој нов стандард на тоа како да се вклучат особено децата роми или младите роми во нашето секојдневие, да кажам, и да се изработат нешто од тоа што го прават. Јас сум редовен читател на лице в лице и ми се допаѓа работата што ја прават и нашле начин како тие млади што, како што кажаме, немаат ни матичен број, немаат ни буквално се изфрлени надвор од вратите на институциите, да имат можност да бидат дел од системот. Сегогаш кога зборуваме за мултикултурата и нашето општество и тоа како се дефинираме, како се чувствуваме, како се идентификуваме ние како членови на ова општество, јас цело време сакам да зборувам за работите што нас не спојат. Ако ние ќе направиме рамка на тоа или да гледаме што не спојува и што не спојува, или кои се нашите различности, ние ќе видиме дека имаме многу поголеми работи што нас не спојат. Не спојат борбата против подемократски институции, не спои начинот на кој живееме, не спои истата држава, не спои истите проблеми што ги имаме, не спои битката за корупција, не спои буквално имаме листата на работи што не спојат е многу поголема за да се замараме со тоа која вера е, кој каков тена кожа има или од каде доаѓа или како се вика или слично. Затоа пред се кој и да сме луѓе и ништо што нас не идентификува како луѓе, без разлика дали е тоа националност, сексуална ориентација или било што, не може да биде причина за дискриминација. Ние сме сите исти, ние треба да бидеме сите исти пред закон, ние треба да бидеме сите исти пред институциите и да добиваме исти услуги како што добиваат без разлика, како што треба да биде така и да добиваат сите. Затоа цело време не сакам различностите се нешто од најубавите нешта од нашето општество и колку многу сме и колку многу работи има, но сите други битки ги правиме заедно. Ги правиме без разлика на тоа дали јас ќе славам Бајрам или друг ќе слави Великден. The skill of listening. Треба да бидеме многу повнимателни кога другите зборуваат, за да може да ги разбереме и полесно и да даваме придонес да го решаваме проблемот. До институциите, мислам дека треба да се работи во насока да се врати довербата до институциите. Ние не веруваме и за еден денеска требаше да одам да се пријавам за невработен и шетам цел 4 часа од еден шалтер на друг шалтер, од една институција на друга институција. И тоа ние одбиваме да бидеме дел од такви работи. Одбиваме само за тоа што не добиваме еднаков третман, не добиваме исти работи и тоа бирократија што се случува таму е преголема и е многу скапа. Е многу скапа за луѓето што знаеме на какви моменти живеат. Јас се согласувам тотално на тоа што го кажа Маја претходно и треба да не освен работата за еднакви права за сите, треба да видиме и што може да направиме повеќе за сите да добиваме не само ист третман од државата, но да добиваме и
тие што имаат повеќе потреба да добиваат повеќе и ние што и другите што немаат повеќе потреба да добиваат помалку, но да бидеме сите во една линија и да дојдеме до тоа рамноправност. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.